Дистрикт цел през студија интервју на Зоран Иванов со Благојче Атанасовски. Благојче Атанасовски историчар, магистар по политички науки, полемичар и колумнист, јавна личност која не останува должна на ниту една позначена политичка и општествена тема. И само ова е добар повод да биде денеска овде во овој дистрикт, во студиото на Цивил Медија. За неговите ставови, повеќе теми од Украина, агресија од страна на Русија, преку преспанскиот, ова со бугарската блокада за нашите евроинтеграции и до политичките партии, власта, опозицијата, избори, неизбори и така натаму. За себе ова подолу во емисијата. Благојче Атанасовски, добре дојдовте од дистрикт на Цел престудија. Ви благодарам на поканата, добре ве најдов. Ајде, вие сте познат во јавноста, пишувате и во весници, колумни во Словен печат, читам повеќе, се огласувате на социјалните мрежи, дебатирате по македонските национални телевизии, посакуван соговорник сте, интелектуалец кој се огласува за сите поважни теми, како што спомна во најавата. Кој е Благојче Атанасовски за гледачите на Дистрикт Нешто Плюс? Имам завршено средно образование во гимназијата Георги Димитров, тоа го напоменувам бидејќи мора да напоменам дека љубовта кон политиката, односно политичките науки кои потоа ми беа определба да се запишам на правниот факултет Јустинијан I во Скопје, како моја одредница во животот, се појави уште во средношколските денови. Сакам да напоменам дека во тие тинејџерски, младе, лачки години од секогаш редовно сум ги читал највлијателните македонски весници и колумни. Може би и потајно еден ден сум посакувал да станам редовен колумнист. Само да подсетам за гледачите, од таа гимназија излегува и доста политичари на врни функции. Како Тупурковски, Црвенковски, Силјановска. Така е. Значи, од гимназиските денови потоа се запишав на правниот факултет Јустинијан I, каде што го завршив моето додипломско образование, потоа се запишав и на магистерските студии на правниот факултет Јустинијан I во Скопје, применета политика, со магистерска теза односот на големите сили и балканските држави кон Македонија во втората половина на 19 век. Значи, специјалност ми е политичката историја на Македонија, втората половина на 19 век и како се решавало македонското национално прашање, па затоа во медиумите често пати ме именуваат и како историчар и покрај тоа што сум ја политиколог по образование. Така, во секој случај, ерудит Атанасовски, околу геостратегијата сте изучувале во една реченица, две, можно ли да се направи некоја дефиниција за македонската судбина овде на Балканот? Кога нешто се прекршило да имаме држава или да немаме порано? Пред 8 години, кога почна војната агресија во Украина, тогаш за еден дневен пишан македонски медиум направив анализа и ја поистоветив судбината историска на Македонија со судбината сегашна на Украина, односно направив паралела и денеска. Многу често во моите изјави и колумни пишувам дека и Македонија и Украина се две земји кои имале таа несреќа да бидат на крстопат на судирот на големите европски и светски тогаш сили, каде што тие во меѓусебните пресметки за тоа кој ќе ја заземе територијата под своја сфера на влијание, најчесто страдале украинскиот и македонскиот народ, односно во тие геополитички пресметки и текови каде што требало да се создадат украински и македонска држава, цело време и Македонија и Украина биле едноставно и територијално, и политички, и идеолошки поделувани меѓу двата света, двата биполарни света, тоа е едниот рускиот свет, источниот свет, бидејќи знаеме дека Русија има империалистичка политика во изминатите векови која продолжила со создавањето на Советскиот сојуз и во денешни денови гледаме дека таа империалистичка политика е за жал и понатаму во 21 век предводена од актуелниот руски претседател со војната агресија врз Украина, а Македонија едноставно во мојата магистерска теза ја давам заклучок дека ја има таа историска несреќа да биде во средишниот централен дел на Балканскиот полуостров и тука интерес да има и Русија, и Австро-Унгарија и другите западни сили и затоа Македонија едноставно се нема конституирано како посебна автономна княжество. Македонија мислиш и на народот повеќе на македонскиот народ и судбината на македонскиот народ и етногеографската наша ли историска грешка е што сме се насадиле токму на Вардарската долина,
која го сече патот на коридорите. Сигурно 8 и 10 мили. тоа не може така Се шегувам малку, сакам да ова реторика што ја зборувате и компарациите Македонија и Украина, тоа е сега малку и тренд во македонско-бугарските односи. Има нешто заедничко, ова што го Не говорите, само што има- од тука произлегува како символ повеќе, не како фактичка теренска состојба, претпоставувам. Па фактичка теренска состојба не е, бидејќи не гледаме за среќа воена агресија на Бугарија во изминативе 30 години, односно обид на бугарската војска и политички елити. Добро, Каракачанов сакаше да дојде со тенки борна кола, ама да ги симне спомените да го пресели, а не да го Сакам да кажам, не сме виделе таков крвав пир од бугарските политички елити во изминативе 30 години, условно кажано, да ја исправат историската неправда која под наводници, тоа го кажувам, бугарите ја сметаат кон Македонија, но во однос на третирањето на историјата, идентитетот, нацијата, јазикот и културата, кога ќе го видиме вордингот и речникот на рускиот претседател Владимир Путин, што тоа значи Украина во неговите очи, апсолутно гледам иста паралела во однос на тоа што значи Македонија за сите бугарски политички елити, со исклучок на Кирил Петков, новоизбраниот бугарски премиер, кој гледаме дека дава нов тон и нова дипломатска Таму реторика. има уште, за да не фати греф, што се вели за бугарската влада, таму и демократската Така партија, е, која е точно. уште поотворена Така за е, тоа е демократска Българија, така е. отколку и самиот Петков. Така е, тие се Атанас Атанасов и Христо Иванов, кои велат дека Бугарија мора едноставно да биде промотор на ЕУ интеграцијата, но останатите политички елити во Бугарија без исклучок и Ќе двете зборуваме владеачки. подолу за тоа, но може ли само да констатираме и во бугарското општество, па еве и во бугарската политика сепак нешто се менува во однос на Македонија? Треба да се смени, бидејќи едноставно, како што гледаме, Кирил Петков го кажа тоа што јас во изминативе 2-2,5 години го велам, дека руските служби преку своите инсталации во бугарското воено разузнавање во изминативе 2 години направија се едноставно од нигде никаде, од дебрите на темнината на бугарската политика да се создаде овој ирационален и абсурден спор. Само јас ве, што се вели на некој начин, поттикнувам да продолжиме, а времето некако неумоливо истекнува. Може ли да кажеме со еден збор, или ќе погрешиме ако дека актуелниот бугарски претседател е практично ментално продолжување на Тодор Живков, на Па апсолутно се согласувам. И За тука жал, Петков ќе има проблем. ќе има проблем и со актуелниот претседател Румен Радев и со неговите коалициски партнери БСП и партијата Има таков народ на Слави Трифунов. Се надевам едноставно тоа ќе биде борба во самото бугарско општество, дали напластените едноставно историски комплекси кои ги носат од минатото, а се продолжена рака на руската надворешна политика на Балканот, ќе може Кирил Петков и Атанас Атанасов и Демократична Българија едноставно во тој внатрешен политички и внатреопштествен судир во бугарското општество да победи европската идеја во Бугарија, да го тргнат ветото и едноставно Македонија да го продолжи. Да се надеваме дека тој пат кон судир европската. ќе се изостри уште повеќе, ако за ништо друго за целото бугарско општество, за неговата демократизација. Така е, бидејќи Бугарија и покрај тоа што е членка на НАТО и Европската унија, гледаме дека се уште е многу под влијание на руската политика, дали воено безбедносна. Атанасовски мода, македонска опција за демократска акција заврши ли таа приказна? Што беше тоа? Тоа беше излет во политиката, обид за политичка партија? Не беше обид за политичка партија, повеќе беше движење, едноставно замислено како движење кое ќе ги акумулира сите слободоумни граѓани кои ќе може да кажат, да го едноставно канализираат својот став за подобрување на сите општествени состојби во Македонија. Замодисте ли да го ослика вашиот политички профил, која е основата, базата, идеологијата на тоа движење што беше? Едноставно, тоа движење, претпоставам, како иницијатор сте практично вие. Да, јас сум. Вашиот ментален склоп и политички ангажман. Така е, значи све тоа што јас во изминативе неколку години преку моето медиумско излагање се заложувам и го промовирам, тоа се ставовите и на движењето, каде што многу пати сум пишувал некои работи кои условно кажано се национални и општествени табуа во нашето општество. Не било иницијатива за политичка партија, бидејќи морам да кажам дека за жал нашите мејнстрим политички партии го кажуваат тоа што граѓаните сакаат да го слушнат. Добро, во два збора, што би промениле вие во актуелниот македонски устав за да биде тоа што посакувате да биде? Посакувам македонскиот устав пред се да биде граѓански устав,
визави пописот, каде што гледаме дека секоја етничка заедница, вклучително и од најголемата македонска, потоа албанската и сите останати, едноставно после 30 години од независноста на Македонија, ние се уште се заморуваме и се обседнуваме со етничките бројки. Јас секогаш сум се залагал, ние во Македонија, дали сме 2 милиони, дали сме 1 милион и 800 илјади граѓани, пред се да бидеме граѓани на рамноправна етничка основа, на рамноправна јазична и религиска основа, и тие работи, нашиот етницитет да биде гарантиран, да ги ползуваме сите културолошки права, бидејќи сме европска земја, бидејќи сме земја која треба да стане членка на Европската унија и бидејќи тоа е моделот кој Македонија мора да го применува за да биде успешна приказна. Од проста причина што сте припадник на македонската основна, да речеме, етничка заедница, на македонскиот народ, сте македонец, еве јас исто, нели? На некој начин ми забележуваат вака и во овие дебати во Дистрикт за дизајнот со кој ги водаме емисиите, поготово на оваа тема. Може ли да констатираме дека се уште е рано за тој тип на граѓанска општество, бидејќи етничките заедници историски не се развивале со ист интензитет, например, во образованието, како што тоа се случувало со македонската заедница? Тоа е точно. И дали веќе се нивелираат тие работи? Може ли се да кажеме од овој момент веќе можеме нешто друго да правиме или се уште е рано? Јас мислам дека можеме и мораме, бидејќи помина 30 години од прогласувањето на независноста. Јас во својата последна колумна за пописот велам дека работите во однос на толкувањето на пописот воопшто не се сменети. Во 1900... Само да коригирам. Ако ќе кажеме 30 години со 3 децении, но на почетокот на тие децении ние имавме многу ксенофобија кон одредени други етнички заедници. Да, сакам да ногти на орли, па не знам, огради рушевме и така натаму. По верска линија пак нешто од национализација. Сменети се работите, но поентата ми е... Дали може да споруваме од 2001 наваму од тој устав што е остварено и дали сега по 20 години од 2001 година 21 веќе може да констатираме дека може да се стартува македонската држава и општество да се конституира така и да се уставно да се конституира, како што вие сега велите. Тоа според мене е единствениот правилен и развоен пат за Македонија, едноставно да го дозволиле ли тоа лидерите на политичките партии, овие кај што гласачи по етничка линија гравитираат? Тоа сакав да го напоменам. Расположба? Нема расположение, едноставно политичките партии, односно нивните раководства и политички елити и лидерите се уште манипулираат со етничките и националните чувства на граѓаните, бидејќи секој, условно кажано, во своето етничко стадо и трло црпи гласови и врз база на тоа ја освојува и легитимира власт. Каде се интелектуалците тука? Ајде да ги оставиме политичарите. Нели треба секој во своето јато, вие што спомнате на етникум мислите, секој да се бори со внатрешниот собствен национализам. Некои се погласни, некои се потивки. Кој е коментарот ваш за тоа? За жал и интелектуалците, условно кажано и од македонското, албанското, турското или ромското јато во Македонија од сите етнички заедници не се издигнаа над својата етничка припадност. Кокетираат со политичките конјунктури и секогаш субјективно ги поставуваат работите, секогаш правејќи ја жртва својата сопствена етничка заедница. Интелектуалците се тие кои треба да бидат глас на разумот, на интелигенцијата, се тие кои треба да ги коригираат и критикуваат политичарите и да се борат Македонија да стане едно општество за сите, како што беше мантрата на владеачката партија од претходните избори, бидејќи според мене тоа е патот кој на Македонија може да и донесе развој од секоја општествена гледна точка, бидејќи, како што велам, македонци, албанци, турци, роми и од сите етнички заедници да не ги набројува. Ние се соочуваме после 30 години се уште со истите проблеми. Може да констатирам дека со овие вакви ставови што овде ги изнесувате, не ве посакува ни една од покрупните политички партии. Затоа ви реков дека и претходно во движењето е замислено да бидат луѓе кои ќе бидат слободумни и кои ќе кажуваат работи кои едноставно ќе бидат кршење на општествените табуа. Ние зборуваме за бугарското општество во однос на Македонија, а практично внатре не сме многу далеку. Воопшто не сме далеку, едноставно и македонското општество е затворено општество само за себе и едноставно за жал можам да констатирам дека и македонското, и бугарското општество, и албанското, и српското, сите општества на Западен Балкан едноставно сакаат да бидат вечни жртви и секогаш тие да бидат тие кои големите сили им нанесувале историска штета. Јас секогаш и во моите колумни велам дека еден зрел човек,
како што е зрел човек, така и една држава, една нација, едно општество кое е зрело и развиено, треба секогаш вината да ја бара во себе, односно да ги најде своите грешки, да ги признае своите грешки и да работи на подобрување на истите. Секогаш и македонците во својот менталитет како луѓе, но и како општество гледаме дека секогаш вината за постоечките состојби ја бараме во некој друг. Јас тоа го пишувам и против тоа се борам. Сметам дека менталитетот треба да ни се развие на еден многу подруг начин, за да имаме еден поинаков општествен развој, каде што Македонија ќе направиме пристојно и достојно место за живење. Прашањето ми е непристојно и не мора да одговорите. Член сте на некоја политичка партија? Идеолошки исто така, непристојно ве прашувам ако сакате. Јас не можам се уште да насетам каде ви идеолошки припаѓате, само се разбира, може да кажете и центар, иако центарот никогаш не го разбира. Граѓански либерал во однос на тоа, може идеолошката матрица или подковица е многу диференцијална, имате од крајна десница нормално до крајна левица, едноставно секогаш се позиционирам како сакате центар лево, односно граѓански либерализам, каде што за мене вистината и слободата се највозвишени вредности. Благојче Атанасовски, ќе продолжите со движење, можеби под ново име, со политичка партија, или ќе се приклучите да реформирате некој од политичките партии, да се обидите однатре? Кои ви се амбициите? Ова е прашање за крај, ќе го повторам уште еднаш, но кога сме веќе во оваа констелација на тема. Во моментов едноставно уживам во мојот ангажман како политички аналитичар, бидејќи во македонското општество тука се пронаоѓам целосно искористувајќи слободата на мојата мисла, да може да дадам критика и едноставно решение на актуелните проблеми со кои се соочува Македонија како држава и како општество. Едноставно не се гледам барем во догледна иднина во некоја политичка партија, вие велите да ја реформираме, едноставно нашите политички партии и покрај тоа што 30 години Македонија номинално се нарекува демократија, се уште сметам дека се затворени тоталитарни системи со пирамидална поставеност од лидерот па надоле, каде што се едноставно извршуваат наредби, а тие што имаат критичка и слободна мисла едноставно се екскомуницирани од партиите. Мојот карактер не дозволува да бидам во моментот се пренесува и во институциите кога партиите и освојуваат власта и едноставно Македонија представува еден вид партиска заробена држава во изминативе 30 години. Агресијата врз Украина многу се зборува, се менуваат ситуациите од ден за ден, светоци сме на многу грди слики, жални. Кој е епилогот? Како го гледате епилогот? Ке остане руската армија со години во некои джебови стационирана во Русија, во Донбас? Тоа не сакаме ни да поверуваме дека може да се тргнат од таму, но како вие гледате расплет на оваа криза? Сметам дека не постои и најголем меѓународен експерт кој ќе може да даде точно видување како ќе биде расплетот. Јас секогаш велам дека според мене и според моите посакувања војната агресија на Русија и на Путин во Украина мора да заврши час поскоро од проста причина за да се едноставно избегнат новите цивилни, особено жртви, но и воени жртви, но распоредот на Украина како држава, уредувањето на општеството и политичкиот систем на Украина веројатно ќе биде многу поинаков, како што напоменавте и вие сам, веројатно руската армија никогаш нема да ги напушти тие освоени области Донбас, Крим и линијата поред Азовско море кај што е Мариупол. Дали тоа ќе биде еден вид нов ентитет на Украина, условно кажано руски ентитет, и Украина ќе заврши како федерација од типот на Босна и Херцеговина, од два различни ентитети, украински и руски, ќе видиме. Русија може да исценира и референдумско изјаснување на тие погранични украински области. Тоа го најавија, но тоа ќе значи еклатантно кршење на меѓународното право, каде што во 21. век со политиката воена на 19. век една држава ја напаѓа другата соседна држава и си присвојува територија. Но ве прашувам сега како политиколог, Москва често го спомнува примерот со Косово и со влијанието на НАТО и на САД. Каде е компарацијата? Може ли Москва со тоа да се вади постојано? Не може да се вади од проста причина, кога го спомнува тоа како кршење на меѓународното право, што било, да речеме,
и независноста на Косово, едно кршење на меѓународното право не оправдува друго кршење на меѓународното право. Управо Москва не треба, кажувајќи го и вперувајќи го прстот со примерот на Косово, да го прави тоа што моментално го прави во Украина. Испаѓа дека цело време тоа било само алиби за планот на Путин и на Москва во иднина како да се однесува према своите соседи. Втора работа, како што гледаме, барем засега, Косово не е отцепено од Србија и обединето со Албанија, како што се планира со украинските региони Донбас и Крим, да бидат отцепени од една држава и припоени кон поголемата. Западот често инектира оружје во Украина и тоа го кажуваат јавно, нели? Тоа е контрапродуктивно или е продуктивно за ситуацијата во Украина? Во моментов е контрапродуктивно од проста причина што може само и само да се разгори војната и војната да трае со месеци и со години, што според мене е непосакувано сценарио, бидејќи многу пати сум велел дека Украина, не дај Боже, може да заврши како европска Сирија, односно години и години да гледаме воени дејства на самата украинска територија и украинското население да биде истоштено. Од друга гледна точка, па е продуктивно, бидејќи гледаме дека на украинската армија, како топол лепие насушно тоа западно вооружување и оружје, за да може да се одбрани од агресијата на Путиновите дивизии и войски. Кога ќе се војски. повлечат војските, ако се повлечат и докаде што ќе се повлечат? Некои во касарните, некои ќе назад, нели, во Русија, некои ќе останат веројатно стационирани во тие територии што ги спомнавте. Паравојските ќе бидат живи уште долго на теренот, претпоставувам, и од една и од друга страна. Како секоја војна и оваа мора да заврши на зелена маса, ги гледаме првичните обиди во Турција со посредство на турскиот претседател Реджеп Таип Ердоган, бидејќи во очите и на украинскиот и на рускиот претседател, тој е веројатно единствениот, условно кажано, авторитет во меѓународната политика за да може да биде посредник. Гледаме дека представници највисоки на Украина и на Русија, односно министрите за надворешни работи, пробуваат со своји дипломатски тимови да ги постават контурите на евентуалното идно решение, но за сега затоа велам дека е многу рано да претпоставиме каков ќе биде конечниот договор кој ќе треба да гарантира барем привиден мир за да се стабилизира ситуацијата, а од тука со подпишување на некое ефикасно и ефективно документациско решение, некој план иден за Украина, воена неутрализација, за да може да се повлечат руските трупи и да се уреди идниот политички статус на Украина. Така, спомнавте Ердоган, тоталитаризмот влегува во мода ли, малку изгледа направиме од темата, еве, со мнозинство гласови и во Србија, па и во Унгарија. За жал, едноставно рускиот претседател во оваа ситуација не наоѓа, условно кажам. И Ердоган е таа слика, затоа Да, сакам да кажам, рускиот претседател не гледа во ниту еден западен лидер во моментов, ниту во Емануел Макрон, ниту во Олаф Шолц, најмалку во Џозеф Бајден, како човек кој може да се наметне како посредник, бидејќи рускиот претседател го обвинува Западот дека тој е виновен за ситуацијата во Украина и дека тој бил приморен тоа да го направи. Ердоган и покрај тоа што е авторитарен лидер се наоѓа Турција, како што напоменав на почетокот, на географски крстопат меѓу Европа и Азија и секогаш тие испреплетени односи на Турција со Руската империја и нивните војни едноставно ја става во контекст локациски, ако гледаме, има слична судбина, нели? Да, ама сакам да кажам, Турција едноставно природно можеби се наметнува и покрај тоа што Ердоган е тоталитарен лидер да биде посредник, бидејќи е директно заинтересирана како директен сосед и на Русија и Украина преку Црното море. Да подсетиме дека пред некоја година Ердоган и Путин направија дел и си купија оружје руско, наспроти противењето на САД и покрај тоа тоа е работата што Турција е членка на НАТО, а во очите на Путин турскиот претседател има авторитет да биде преговарач и покрај тоа што Турција е номинално членка на НАТО. НАТО, Македонија и НАТО се исплатеше ли Преспанскиот? Преспанскиот договор беше подпишан договор Македонија конечно да се извлече од калта во која 30 години беше пропадната со грчкото противење на употребата на нашето уставно име. Се сменија многу политички елити во Македонија и во Грција. За жал, наместо да се оди кон решение, се одеше кон проблематизирање на решението, особено во владењето на поранешниот премиер Никола Груевски, кога едноставно се заострија толку ситуациите со кои Преспанскиот договор, резултатот име Република Северна Македонија за севкупна употреба, јас го гледам исклучително како
можно добро решение како нужно зло во тој даден момент Во со тој тогашниот контекст, во тој контекст Скопје 2014 беше Апсолутно. наместена работа. па јас тоа и сум го пишал во колумни дека тоа снесено кукавичко јајце, можеби на српските, можеби на грчките тајни служби од проста причина што Македонија многу си ги намали своите преговарачки позиции во меѓународниот Добро, свет. имам чувство кога ќе спомнеме тајни служби дека тие управуваат со држави, со светот и така натаму, па не си сад весла и нашите политичари. Ако може ли некој така да им подметне кукавичко јајце, ако некој не верува во нешто што има моќ и пари тоа да го Како да ви кажам, едноставно до 2008 година проблемот бил третиран само за замена на името за надворешна употреба, акронимот ПРМ. Од 2008 година кога почна проектот на антиквизација на Скопје 2014, грчките национални позиции се радикализира. Една политичка елита на ВМРО ДПМН практично е промотор на промена на уставното име. Свесно или несвесно, покрај тоа што тие сметале дека промовираат патриотизам и еден вид национализам во меѓународната политика, тоа ни ги уруши сите преговарачки позиции, на крај под притисок на американската дипломатија се потпиша Преспанскиот договор. Од аспект за членството во НАТО, јас мислам дека апсолутно и тоа како требаше да се потпише договорот и покрај тоа што нормално како етнички македонеци, како граѓани, не сум среќен со решението Северна Македонија особено за севкупна употреба, но во овој даден контекст кога зборуваме во 21 век, во 2022 година за агресивна воена окупација на една соседна земја врз друга. Ако ми дозволите, јас не гледам разлика во Република Македонија и Северна Република Македонија за внатрешни и надворешно. Што е разликата? Па ние фиром бевме едноставно не за внатрешни и за ова. За секаква 40 употреба. земји што не признае билатерално, тоа ништо не важи не значеше, така ни на Олимпијада, ни на Евровизија. Не, сакам да кажам дека најдобро ќе беше ако ние имавме преговарачка позиција, името Северна Македонија да биде за меѓународно употреба. Никако со Грција биќе фашизоидни беа нивните барања, како што сега. Сакам да кажам ќе бевме најдобро решение акронимот фиром да го замениме со Северна Македонија и тоа да заврши во 90-тите години, каде што сегашни политичари од типот на Љупчо Ѓорѓевски вела дека доколку тоа го направивме во раните 90-ти, ќе бевме членки на НАТО и на Европската унија. Наслон уште тоа да се решило, ќе немавме проблем или ќе имаше некаков друг проблем. Во контекст што спомнавте дали вредело членството на НАТО во однос на руската агресија врз Украина. И тоа како се гледа сега дека Македонија колку вреди нејзиното членство во НАТО, бидејќи членството на Македонија во НАТО е гарантирање на нејзиниот територијален интегритет и суверенитет и внатрешно да не имплодира, но и надворешно ние да не бидеме нападнати од трета земја која е соседна. И покрај тоа што многумина веруваат дека завршиле времињата на војни на Балканот, дека нема агресивна српска или бугарска политика, воената агресија на Русија врз Украина, тоа го демантира. Ние не знаеме за наредни 10-15 години дали на Балканот ќе се појави некој српски или бугарски Путин и ќе го направи тоа што сега ни изгледа невозможно. Членството на Македонија во НАТО е управо да го спречи тоа. Бугарија, што да ја дадеме што не е нејзино, а што може да добиеме? Едноставно не треба да се постават работите меѓу Македонија и Бугарија што е моје, што е твое, како две земји членки на НАТО алијансата, а идни на земји членки. Така се поставени. Јас за жал карикирам и така го поставам. За жал. Што правиме кога се вака поставени работите на маса, а не можеме да ги промениме ние. Така е. Проблемот е голем, што едноставно, како што кажав и претходно, од бугарска страна гледам дека се бараат мали проблемчиња, многу повеќе отколку да се бара решението, затоа ги спомнав руските служби во бугарската политика. Во дадениот момент имаме 2 месеци до јунскиот самит на Европската унија, доколку гледам искрен однос од новиот избран бугарски премиер Кирил Петков и од нашето раководство и новиот премиер, во дадениот момент може да се договори историската комисија да се направи некои уредби во нашите историски учебници, каде што бугарите нема едноставно директно со прст да бидат посочувани дека се фашисти, односно да се даде конкретизирање на... Да се амортизира тој говор. Да се амортизира тој говор, да се даде конкретизирање на историската улога на Бугарија во Втората светска војна во тој даден контекст. Но што ќе случи со декларацијата? Тие треба да донесат нова декларација. Парламентот, мнозинството се уште тврдокорни практично. Има една интересна Каракачановци се, и кај Слави партијата, и кај Корнелија. Така е, тие што ги крепат
моментално владеачката коалиција или правителство, како што викаат во Бугарија. Може ли но Петков да се избори со тоа? Може од една проста причина што имаме една интересна ситуација каде што Бојко Борисов од позиција на опозиција, дали тоа го калкулира во однос на кривичните пријави кои му висат на глава, кажува дека ќе му даде безрезервна поддршка доколку Кирил Петков Тогаш е издействува. можно некое внатрешно прегрупирање внатре во Можно е да се случи да некој има ново нова мнозинство. декларација од Демократична Българија, Промјаната продолжава и И тоа Бојко да помине. Борисов и тоа да помине во собранието и да биде изгласано тргнувањето на ветото, а партиите што вие ги спомнувате Претпоставам многу е важно на било каков договор кога ќе се постигне да се крене рампата и натаму да нема уцени од тој тип. Така е, затоа јас велам треба да има квалитативно, ефикасно, ефективно и трајно решение кое ќе ги уреди македонско-бугарските односи од тука за напред за децении, бидејќи џабе ќе биде ако ги Так, ајде кај нас Атанасовски, власта опозицијата нема диалог, ќе има предвремени. Јас апсолутно секогаш сум против предвремени избори, не бидејќи сега едната владеачка. Но не функционира парламентот. Ништо не поминува. Ни Тоа е една реформа. Тоа е трагедијата на нашата политика, што никогаш нашите политички елити не го видоа својот државен и национален интерес да биде над партискиот. Едноставно, јас тој во колумни го пишувам, Но тоа е состојбата, што да правиме сега ние граѓаните? Еве јавноста. едноставно, ако нема промена во делувањето на политичките елити, ние сме немокни да наметнеме некој стандард политичките елити да го сменат својот мејнстрим на делување. Ако опозицијата секогаш гледа едноставно како главна водилка да биде предизвикување на предвремени парламентарни избори, се со цел само и само доберување или освојување на власта. Предпоставка за 24 сати да се промени власта, опозицијата да оди на власт, власта во опозицијата. Што вели Атанасовски како политиколог и аналитичар? Што ќе се Ништо нема да се смени, проблемот со Бугарија ќе остане и за жал ако актуелната власт моментална од позиција на опозиција се однесува како актуелната опозиција, ние уште не долго мислам само Бугарија, него општо за Општо земено нема да се смени, нема да се граѓаните. смени бидејќи тоа сакам да кажам, судирот меѓу двете политички елити во Македонија е Карл Шмитовска битка до истребување. Добро, но едни нови избори може ли да донесат некое ново мнозинство? Еве сите во власта. Па да тргнат некои реформи Тоа би било Ако добиеме датум за почеток на преговорите, можеби тоа ќе биде конечниот импулс, малку под контрола и на бриселските Тоа бюрократи. сакам да кажам, тоа ќе биде единствено под притисок пред се на американската дипломатија и на европската дипломатија, бидејќи ќе видат дека ние не функционираме, едноставно судирот меѓу власта и опозицијата во Македонија го изморува општеството и Македонија утре ден хипотетички да ги почне преговорите со Европската унија, доколку имаме ваква политичка конјунктура на битка на истребување, тоа во политичките науки се вика Карл Шмитовска крвна битка до истребување, каде што политичките елити се гледаат како крвни непријатели, а не како конкуренти кои треба. Што е борбата за буџетот, за Апсолутно. незаработените пари, Апсолутно. за таа сласт За- таму? Така е. тендерска. За контрола врз државните ресурси и распределбата на Со тоа и милионските врз тендери. кадрите Така и е. институциите. Така е. И едноставно Македонија за да ги почне преговорите и квалитативно да ги води и да ги затвара поглавјата, ние со ваква политичка конјунктура верувајте дека не може да се реформираме и покрај тоа што ќе ни биде датум одреден датум за почеток на преговори и почнување на преговорите, доколку и вака продолжиме во наредната деценија каде што ќе треба да го трансформираме општеството, ние едноставно може еден ден да влеземе во Европската унија како земја подготвена на ниво на Бугарија и Романија и пак да имаме незадоволство. Описот е последната најсвежата омилена општествена јавна тема. Што вас Атанасовски посебно ве загрижи во резултатите од пописот? Ме загрижи тоа што секој некој излезе да ги проблематизира резултатите и покрај тоа што може би и мене лично не ми се допаѓаат, но јас како граѓанин со некоја изградена свест едноставно воопшто немам проблем дали македонците се 58, 65 или 68, дали албанците се 25, 20 или 28, бидејќи, како што сум напоменал, ние пописните резултати треба да ги гледаме од аспект на создавање на една рентген слика за целокупното општество, да видиме кои се нашите проблеми инфраструктурни, за да може да креираме понатаму политики за демократски, социјален, образовен, економско-стопански, инфраструктурен развој. Едноставно пописот требаше да биде, како што е така наречуван, обична статистичка операција.
И после 30 години и после неколку последователни пописи во Македонија, секогаш на пописот се дебатираат етничките пописни бројки и тоа е доказ дека Македонија се уште е заглавена во примордијално, примитивно, предполитичко и преддржавно општество, каде што граѓаните се уште поделени во етноплеменски заедници, негодуваат околу распределбата на балансот или недобриот баланс, условно кажано, бидејќи гледаме имаме проблематизирање од страна на турските партии, српските партии, ромските партии, цели држави се замешаја. Турција даде известување дека не е задоволна, Бугарија го даде тоа, ќе видиме Србија. Не е добро кога сите не се задоволни, можеби. Па така е најдобро. За 10 години ќе има електронски попис, па така ќе се испеглат некои работи. Вестите, лажните вести, медиуми, тоа е дел од вашата преокупација и како консумент и како создавач на информации. Не само ова со Русија и Украина, воопшто. Како За да жал, на што да веруваме, на што да не веруваме и ова сликите што доаѓаат. Еве Москва демантира дека се случило тоа што случило. Западот и Украина тврди дека се случило тоа што се случило во смисла на масакрот. На што да верува македонската јавност? Македонската јавност многу пати сум напоменал дека по релевантни истражувања, заедно со турската јавност, односно Македонија и Турција, нивните граѓани биле подложни најмногу на така наречените фейк ньюс или лажни вести. Значи македонците се фаќаат како зајадица најмногу на тие лажни вести. Не постои инструмент се уште определен од човештвото кој ќе може да ги детектира сигурно кои се тие лажни вести. За жал тие лажни вести станаат звезда водилка во Како да препознаваме ние граѓаните? Едноставно граѓаните мора да што повеќе се информираат, што повеќе читаат, да не читаат само наслови, да не читаат само една вест од еден медиум. Секој граѓанин кој е во потрага по вистината, како што напоменав, за мене вистината и слободата се највозвишени вредности. Ако јас сакам да ја дознам вистината во ситуацијата во Украина, може да прочитам 10, 15, 20 вести за да дојдам до вистината. И мојот вредносен светоглед треба од тие 15 вести, да речеме и руски, украински, западни, да ги извлече заклучоците. Ако ние цело време читаме еден извор, тогаш ќе бидеме подложни на верувајќи во тој извор. Едноставно, во општествените науки нема апсолутна вистина, но за да ја дознаеме таа, условно кажано, наша вистина, мора да црпиме што повеќе информации и врз база на тие информации да создадеме наша вистина. Така, нешто ве прашав на почетокот, ќе повторам, на крај сме на емисијата, на самиот крај. Каде натаму со амбициите, со кариерата? Ќе ви пукне можеби филмот по странство или? Во моментов ви кажав, едноставно уживам во моето медиумско излагање како политички аналитичар и како колумнист, бидејќи сите тие мои знаења, формални и неформални, кои во изминатите години и на факултет и на други начини сум ги добил, ги истакнувам во јавноста, давам цело време некои предлози, решенија, аргументи и сметам дека на овој начин можам да бидам продуктивен со тоа што имам слободна мисла и слободен критички ум. Доколку, како што напоменав, имам амбиција да се вклучам во македонска политика. Ако гледаме така, јас сум вклучен во македонска политика, бидејќи политика околу нас е се, но во македонска партиска политика не се гледам од проста причина што мојот карактер не ми дозволува, но како што вели поговорката, никогаш не вели никогаш, можеби ќе поминат години и децени кога сето тоа што го зборам и велам и го критикувам и гледам дека нема фајде што велиме ние народски или моите критики не донеле до подобрување на општествените состојби и позиции, па можеби доколку се остави простор во иднина и шанса да влезам во високата политика, па од тука со делување од внатре што се вели да ги променам општествените состојби и ситуации кои денеска ги критикувам од надвор, но да сме живи и здрави и да видиме како ќе се одвијаат политичките разврски кај нас. Дистрикт, Цил престудио, Благој Четанасовски, ви благодарам. Ви благодарам и на вас за поканата.